Продолжува поддршката на македонците за влез во Европската унија, покажува анкетата која имаат спроведено студентите заедно со своите професори од правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, а која денеска беше презентирана во рамките на одбележувањето на Денот на Европа. Поддршката е поголема за влез во ЕУ отколку за НАТО. Истата апсолутно се губи кога ќе се спомене промената на уставното име и таа поддршка изнесува само 9%. Но имаме многу интересен индикатор кај што се забележува, тоа досега не сме го виделе од други анкети, дека со опаѓањето на возрастната категорија опаѓа и поддршката особено за членство во НАТО. Поддршката за членство во НАТО изнесува некаде околу 62,9%, но кај најмладите категории, кај студентите, оваа поддршка опаѓа до некаде околу 55%, а најголема е поддршката кај пензионерите и кај повозрастните категории. Стојановски забележува дека преку оваа анкета може да се претпостави и забележи дека младите се попацифистички настроени, за разлика од повозрастните, кои заради безбедноста на државата и сигурноста за младите генерации ја даваат поддршката за членство во НАТО. На испитаниците не им пречи и референцата ПРМ да се користи во меѓународна употреба. Според нив Србија останува најголем пријател на Балканот, а Русија, САД и Германија се сојузниците во светот. Најголема безбедносна закана во Република Македонија представува факторот за политичката криза во Република Македонија, но исто така испитаниците сметаат дека овде фактор представуваат и нарушените меѓуетнички односи и дестабилизацијата на регионот. Постојат и разлики од очекувањата за влезот во Европската унија и НАТО. Значи, со влезот во НАТО се очекува подобрување на безбедноста и подобрување на меѓународните односи, а со влезот во Европската унија се очекува подобрување во економијата и подобрување во јавните услуги како здравство, образование, судство и така натаму. Анкетата е реализирана со 500 испитаници, се однесува пред се на македонците. Офатени се различна возраст, занимање и социјален статус. Во рамките на одбележувањето на Денот на Европа на Правниот факултет, денеска беа промовирани и книги и научни трудови на универзитетските професори, меѓу кои публикацијата "Не е шега, цензура и дискриминација", изработена од трудовите на студентите. Потоа книгата "Медиумско право" од професорот Андон Мехошев и зборниците. Одбележувањето на Денот на Европа се реализира во соработка и со студентите од Ликовната и Музичката академија.